Автор. Автор е првиот текст од серија на текстови од областа на интелектуалната сопственост. Интелектуалната сопственост се однесува на креациите на човечкиот ум. Вообичаено, во рамките на интелектуалната сопственост разликуваме две групи на права, и тоа авторски права, што ги уредуваат правата на авторите над своите авторски дела, и сродни права, и права од индустријска сопственост, што се права од интелектуални творби од областа на индустријата и трговијата. А тоа се патент, индустријски дизајн, трговска марка, ознака на потеклото, географска ознака и така натаму. Автор. Што е автор? Автор е физичко лице кое го создало авторското дело. На авторот му припаѓа авторското право над неговото авторско дело со самото создавање на делото. Како автор се смета лице чие име, псевдоним, код или друг знак на вообичаен начин е означено делото, односно неговите примероци и е наведен при објавувањето на делото. Се додека не се докаже спротивното во согласност со закон. Според Ѓорџо Васари и првото издание Левите, Микеланџело ја створил пиета со толку многу љубов, што на неа излабил надпис, што не го повторил на ниту една друга негова скулптура. Неговото име. 18 години подоцна, во второто издание на Левите, во 1568 година, Васари го променил наративот и раскажал дека Микеланџело при посета на местото каде што била изложена пиета, слушнал група посетители од Ломбардија како коментираат нашиот Гобо од Милано, притоа алудирајќи дека Кристофоро Солари де Ангера е автор на пиета. И покрај тоа што Микеланџело останал тивок пред посетителите, вели Васари, една вечер се вратил кај пиета и на појасот помеѓу градите на Богородица излабил. Микеланџело Бонаротти, Фиренца, го направи ова. Со тоа Микеланџело оставил многу отворени прашања, почнувајќи од изборот на местото за подписот, причината за раздвојувањето на неговото име, до дали го исполнил условот од договорот за нарачателот на делото, кардиналот Жан де Билерес, да го направи најубавото дело од мермер. Толку убаво што ниту еден жив автор не може да го надмине. И така натака. Но, одговорил на едно. Автор на пиета е Микеланџело Бонаротти. Недостаток од име. Во декември 2015 година, соседот на еден постар господин, помагајќи му да се спакува и да се пресели во дом за стари лица, во гаражата на куќата пронашол постер од Лос Анџелес Лейкерс, потпишан од Коби Брајант. Двајцата соседи, видно возбудени од откриеното, контактирале веднаш аукцијска куќа. Недостасува информација што се случило со постерот, потпишан од славниот кошаркар, затоа што вработените од аукцијската куќа, меѓу другото, во гаражата нашле дело што изгледало дека е ни помалку ни повеќе од Джексон Полок. На делото недостасувал подпис од авторот. А развојот на истрагата покажал дека сопственикот на куќата ги наследил предметите во гаражата од својата полусестра, која пак била пријател на Хазел Гугенхајм, чија пак сестра е Пеги Гугенхајм. Пеги Гугенхајм, родена во богато семејство Гугенхајм, помеѓу другото, била колекционер. Сопственик на галеријата Гугенхајм Джун во Лондон, подоцна на галеријата Art of this Century во Њујорк, пријателка, можеби љубовница или сопруга, на Самуел Бекет, Марсел Дишан, Макс Ернст и жената која, споредно го мина, го открила токму Джексон Полок. Дополнително на овие поврзувања, аукцијската куќа изработила истражување за староста на материјалот и докажала дека истиот е од времето на активните години на Полок и нормално го ставила делото на продажба. Аукцијата била одложена на неодреден период, а делото се уште не е продадено. Се претпоставува дека Джексон Полок е автор на дело пронајдено во гаража во Сан Сити, Аризона.
Псевдоним. Во 1917 година Друштвото на независни уметници донело правила дека сите автори кои ќе ја платат таксата за учество, ќе имаат право да изложуваат на изложбата организирана од Друштвото во Њујорк САД. Дишан, според едно објаснување за потеклото на делото, купил писоар од една продавница за санитарија, LG Mode Iron Works. Пошто ја зема во неговото студио, ја завртува за 90 степени и го подпишува со R. Mute. Ја плаќа таксата за учество на изложбата и ја поднесува скулптурата наречена Фонтана. Фонтана не можела да биде одбиена од комитетот на друштвото, затоа што сепак биле следени правилата за учество. Меѓутоа, никогаш не била изложена. Оригиналот од делото е изгубен, а јавноста ја дознава оваа Фонтана исклучиво преку фотографија направена по изложбата. Оваа Фонтана послужила како повод за многу дискусија тоа дали таков готов објект може да биде прифатен како дел од ликовната уметност, а со тоа и заштитен со авторско право, до целосна промена на размислувањето на улогата на авторот во создавањето на авторското дело. До главното прашање: дали тој е вистинскиот автор на делото? По повеќе од 100 години по објавувањето на делото, за кое огромен број историчари ќе се согласат дека е едно од најважните во 20 век, ова прашање се уште е актуелно. Со низа текстови кои предлагаат дека вистинскиот автор на делото е Елза фон Фрейтаг Лоринховен. Меѓутоа, се додека не се докаже спротивното, Фонтана е така наречена готова, односно на англиски ready-made, скулптура од авторот Марсел Дишан, подпишана под псевдонимот R. Mute. Правни квалификации или поим за автор. Што е авторот? Авторот е духовен творец кој при создавањето на авторското дело внесува индивидуалност и оригиналност. Самото потекло на зборот од класичниот латински јазик auctor подразбира создавач, творец, основач, втемелувач, зачетник. За едно лице да оствари права како автор, тоа мора да создаде авторско дело. Идеја за пиета, без разлика колку е истата добра, не може да биде предмет на заштита. Зошто? Токму во моментот на материализација на идејата за авторското дело, во неговата внатрешна или надворешна форма, авторот стекнува право на заштита над неговото авторско дело или авторско право. Ова е особено важно, затоа што истото значи дека правото се доделува, без при тоа да е потребно било кој државен или друг орган да го признае авторското право. За споредба, тоа не е така кај правата од индустријска сопственост, каде што за признавање на правото е потребна соодветна институција. Кај нас во Македонија тоа е Државниот завод за индустријска сопственост. Треба да се донесе решение за признавање, например, правото на патент. Презумпција на авторство. Со тоа, означувањето на делото е од исклучителна важност за одредувањето на лицето кое ќе го нарекуваме автор. А со тој ќе му доделиме авторско право. Оттаму, недостатокот на подпис или било какво означување според кое може да се одреди кој е автор на делото, носи низа последици. Поврзани со одредување на автентичноста на делото, вредноста на делото и за нас важно, одредувањето кој ќе биде носител на материјалните и моралните права на авторското право. Важно е да се напомне дека кога авторот не е познат и не може да се определи, авторското право го одредува лицето кое законски го објавило авторското дело. Меѓутоа, доколку идентитетот на авторот подоцна биде утврден, лицето кое што го објавило делото мора да му ја врати на авторот целата имотна корист стекната од остварувањето на авторското право. Морални и материјални права. Авторското право содржи исклучителни морални и материјални права. Сознанието и разбирањето дека интелектуалниот труд треба да биде одвоен од стварта на која е изразен постојат многу одамна.
Денес, моралните права го штитат авторот по однос на неговата лична и духовна, односно интелектуална врска со делото и подразбираат право на признавање на авторството, право на правообјавување, право на заштита на интегритетот на делото и право на откажување. И покрај разговорот погоре и важноста на одредувањето на вистинскиот автор на делото, едно од основните права на авторот е правото на признавање на авторството, а со тоа и правото на авторот да изјави дека не сака неговото авторство да биде наведено при користење на делото. Воспротивно, авторот мора да биде назначен на секој примерок од делото, а со тоа да биде наведен и при секое јавно користење на делото. Материјалните права ги штитат имотните интереси на авторот од неговото авторско дело. Под материјални права подразбираме право на авторот на умножување на делото, пуштање во промет, јавно соопштување и преработување на делото. Денес, авторот по своја желба може да пренесе дел или сите материјални права на друго лице. Ваквиот пренос во никој случај не влијае на моралните права на авторот, наведени погоре, кои се неразделни од авторот. Материјалните права траат за време на животот на авторот и 70 години по неговата смрт. Завршни согледувања. Право на авторот е да го означи своето име, псевдоним или друг знак на делото, но тоа не е негова должност. Со тоа авторот треба да биде запознаен од последиците од непотпишување на авторското дело. Правната квалификација на поимот авторско дело, оригиналност на дело, наслов и видови на авторски дела ќе бидат предмет на разгледување на вториот текст од серијата на текстови од областа на интелектуална сопственост. Останете така. Се гледаме.